Добро вечер, дневник на ТВ+. Ова се дел од содржините. Останете со нас. Загаден е воздухот во Куманово. Францускиот амбасадор Кристијан Тимоние во посета на општината. Делегација од Перо Наков на меѓународен натпревар во Минск. Амбасадорот на Република Франција во Македонија, Кристијан Тимоние, денеска оствари протоколарна посета на општина Куманово. На негова иницијатива на средбата со градоначалникот Зоран Дамјановски присуствува и вице-премиерот задолжен за европски прашања Арбер Адеми и министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. На средбата, покрај другото, се разговарало и за престојните избори. Лидерите на 4 основни политички партии навистина презедоа смел чекор, потпишувајќи ги договорите од пржина кои што создаваат услови за организирање избори на 11 декември. Очекуваме резултати кои што ќе ја овозможат на Македонија повторно да чекори по патот кој што ќе ја однесе кон Европската унија, порача денеска од Куманово амбасадорот на Франција во Македонија Кристијан Тимоние. Инаку се разбира за тоа ќе ни биде потребно сојужништво од најголемиот број на политички партии за да се стигне и да се спроведе таа агенда. Пред вас ве очекуваат голем број и на трансформации на предизвици, кои што ќе бидат важни за секојдневниот живот на секого. И не е случајно што со господинот градоначалник зборувавме и за креирањето на нови работни места и за стапката на невработеност. И вице-премиерот задолжен за европски прашања Арбер Адеми очекува дека сите политички партии, особено во предстојниот период, ќе дадат придонес државата да продолжи со евроинтегративниот процес. Секако наша задача е да покажеме и докажеме дека имаме капацитет, имаме посветеност да организираме избори кои ги исполнуваат меѓународните стандарди, избори чиј резултат ќе биде широко прифатен од сите политички партии и од нашите пријатели од меѓународната заедница, избори кои дополнително ќе дадат аргументи дека Македонија ја заслужува европската перспектива. Освен за изборите, на денешната средба во општина Куманово се разговарало и за економски развој на градот, за овозможување на повеќе работни места за младите луѓе за да не заминуваат надвор од државата. Имајќи во предвид дека е регион кој што е запоставен до сега, регион кој што економски заостанува за другите региони во Република Македонија и заеднички констатиравме дека треба многу напорна работа да направиме се во иднина, паралелно со реформите во државата, да помогнеме и на граѓаните на општина Куманово заради тоа што тоа го заслужуваат. Градоначалникот Зоран Дамјановски протоколарно го запознал францускиот амбасадор со структурата на градот, со значењето на децентрализацијата во вкупниот економски развој и развојните програми во локалната заедница. Отвориме теми околу изборниот процес, институциите на системот и нашите идни видувања каде треба да оди Македонија во наредниот период. Такви излагања даде и вице-премиерот и министерот на внатрешни работи. Имаме интерактивна дискусија и денес сум посебно среќен што сум побогат за едно ново сознание како гледа Франција, како гледа званичната политика на амбасадата на Франција, како се позиционира исто така Министерство за евроинтеграција, односно вице-премиерот и видувањата на Министерството што ни очекува во наредниот период до 11 декември, каде очекуваме еден фер, слободни демократски избори. Францускиот амбасадор се сретна и со професорите и средношколци од двојазичните паралелки од гимназијата Гоце Делчев, а бил презентиран и проектот за инфраструктура во градот финансиран од предпристапните фондови. Денешната посета на Куманово од амбасадорот и министрите заврши во црквата Свети Никола, каде што имаа можност да ја проследат изложбата на икони во овој соборен храм. Последните 24 часа Куманово беше на врвот на листата на градови со најзагаден воздух во државата, откако во воздухот беа измерени енормно високо ниво на ПМ10 честички над дозволеното. Најголемо загадување според податоците на мерните станици било регистрирано околу 23 часот, кога за над 5 пати загаденоста на воздухот била над просекот кој изнесува 50, односно 270 мг на метар кубен воздух. Денес загаденоста е намалена, но новата
новата грејна сезона очигледно повторно ги враќа старите проблеми. Куманово минатата година доби исправна мерна станица за квалитетот на воздухот, откако претходната со години беше надвор од употреба, па граѓаните немаа можност да знаат како воздух дишат. Ученици и наставници од економското училиште Перо Наков на почетоков на месецов учествуваа на меѓународниот надпревар за педагошко мајсторство кој се одржа во Минск, Република Белорусија. Освен благодарници, тие се вратија и со други подароци, меѓу кои и кристално ѕвоно. Делегација од тројца наставници и исто толку ученици од економското училиште Перо Наков од 8 до 14 октомври учествуваше на финалето на меѓународниот надпревар за педагошко мајсторство Кристална мастилница Булгаковски час, кој се одржа во Минск, Република Белорусија. Надпреварот го организираа Фондацијата Руски мир, Министерството за образование на Република Белорусија и Меѓународниот педагошки клуб. Директорката на Перо Наков Лидија Тасевска истакна дека носат прекрасни впечатоци од престојот, кој бил исполнет со многу активности. Имавме можност да го посетиме градот, да се запознаеме со образовниот систем на Белорусија, истовремено да посетиме неколку основни средни училишта и градинки и да видиме конкретно во какви услови работат наставниците од Белорусија и во какви услови на некој начин се образуваат децата. Се надевам дека соработката ќе продолжи затоа што остваривме конкретна средба со директорката на едно од средните училишта, така што таа веќе доби поканата од моја страна, односно од училиштето, официјална покана. Честа да држи отворен час со ученици од Белорусија, кој е посветен на делата и творештвото на познатиот руски писател Михаил Булгаков, а воедно и да се надпреварува со 13 колеги од исто толку држави, ја имала професорката Билјана Коцевска. Нејзиното, но и останатите предавања ги следело 8 члено меѓународно жири составено од специјалисти по руска литература, автори на учебници и писатели. За одличното предавање таа освен меѓународна диплома доби и кристално ѕвоно. Надпреварот е малку необичен, бидејќи не се надпреваруваат ученици, туку се надпреваруваат професори. Овој надпревар на свечен начин, на голема манифестација беше отворен на 10 октомври во културно-уметничкиот центар Дом на Москва. Беше малку необично да се застане пред руски деца и да се држи час од руска литература. Овде морам да се заблагодарам на директорката и на колешката кои што ме охрабрија и ме поддржа да учествувам на овој надпревар и резултатот вроди со плод. Во рамки на надпреварот се одржа и меѓународен младински форум руски јазик основа на интеракција на талентирани млади луѓе. На истиот учесници средношколци од Белорусија, Грузија, Унгарија, Италија, Латвија, Македонија, Србија, Украина, Шведска, Франција, Холандија и од неколку руски региони имаа можност да снимаат филм за мир. Ученичките не представија многу убаво. Во снимањето филм работеа 6 дена, беа поделени во 8 групи. Има 8 идеи за филм. Имаше приредба на која сите учесници се представија со своји национални, да кажам, идеи и нашите не представија убаво, благодарејќи, пак ќе кажам, на она подготовка што тука беше. Има многу позитивни моменти од целото учествување таму, децата се презадоволни. Учениците од Перо Наков истакнаа дека оваа посета била можност за запознавање со јазикот и културата на Минск. Секоја екипа си имаше своја идеја за снимање на филм и потоа од сите тие екипи, сите тие филмови ги споевме во една. На нашата екипа идеја беше да се разбуди совеста кај младите луѓе да комуницираат без нивните мобилни телефони. Престојот во Белорусија беше организиран на тој начин што во вечерните часови ни приредија различни настани кои ние всушност со тоа ни ја представија нивната култура и ни овозможија за престојот, додека бевме во престојот во Белорусија, да го запознаеме нивниот јазик и нивната култура. Во деновите во кои што престојувавме во Минск, имавме можност да ги посетиме замокот, црквите, нивниот театар, да учествуваме и да гледаме дел од нивните представи и посетување на уште некои нивни поголеми знаменитости кои што се значени за градот Минск.
Во рамки на проектот се одржа и изложба на детски дела според мотиви од делата на Булгаков, како и научна конференција посветена на 125 годишнината од раѓањето на Михаил Булгаков и презентација на Булгаковскиот алманах. Училиштата во државата оваа година ќе го почнат зимскиот распуст еден ден подоцна во однос на лани, а второто полугодие ќе започне 3 дена порано. Од Министерството за образование и наука велат дека распустот за учениците годинава ќе биде пократок за 4 дена во однос на учебната 2015-2016 година, затоа што во текот на годината има многу празници кои се паѓаат во работни денови, а учебната година согласно законите за основно и за средно образование мора да трае 180 работни денови. На детското оделение денеска беа донирани медицински апарати и дополнителна опрема за потребите на болницата. Донаторската кампања на компанијата Житолукс е со цел создавање на подобри услови за лекување на децата. 4 инхалатори, аспиратор, ЕКГ апарат, како и дополнителна опрема за потребите на детското оделение во општата болница донираше денеска компанијата Житолукс. Кампањата, чија цел е создавање на подобри услови за лекување на децата, е иницијатива на компанијата која што издвојува средства од секој купен производ на територијата на Куманово. При спроведувањето на оваа донаторска акција сакавме, односно најважно ни беше и да подигнеме свеста кај локалното население, активно да се вклучат во оваа донаторска кампања. При тоа еве денес го реализираме првиот дел од кампањата и донацијата вклучува дел од опремата и инвентарот, неопходен што е показател дека граѓаните и компанијата можат да се обединат, да кажам, под една заедничка цел и да придонесат за подобрување на условите за престој и лекување на дечињата во оделението. И на некој начин ова би сакала да кажам дека е мотивација за самата компанија и понатака да се вклучува во исти вакви активности со цел постигнување на некои позитивни промени за општо добро на граѓаните. Така да им благодарам на граѓаните на Куманово. И би сакала да се заблагодарам бидејќи ни донира ЕКГ апарат, ни донира аспиратор, ни донира инхалатори и уште нешто, и со тоа ни овозможија да ние ја извршуваме нашата работа полесно и со тоа нашите дечиња, односно хоспитализираните дечиња би биле помалку пократко на нашиот одел. И би кажала дека едва и со нетрпение ја очекуваме идната ваша донација. Донаторската кампања започната пред еден месец ќе се одвива и во следниот период, а вториот дел од донацијата Кумановската болница може да го очекува пред нова година. Инаку оваа компанија се залага за подобрување на условите во различни општествени сегменти во заедницата во целост во повеќе градови. СВР Куманово поднесе кривична пријава против БС 23 годишен, БС 25 годишен и ДС 20 годишен, сите од Куманово, поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело насилство, информираат од Министерството за внатрешни работи. На 27 минатиот месец, околу 16 часот и 20 минути, пријавените откако дошле пред месарница на улицата Иво Лола Рибар во Куманово и фрлиле отпушак од цигара, биле опоменети од оштетениот СА 21 годишен од Куманово да не фрлаат отпушоци. Истите со употреба на физичка сила го нападнале удирајќи го во пределот на главата и телото, пошто му нанеле телесни повреди. Представници од Музеј Куманово изминатата недела беа во престој на Универзитетот Оксфорд, каде археологот Дејан Ѓорѓиевски одржа свое предавање во Центарот за класични византиски студии за истражувањето на локалитетот Костоперска карпа. Представници од Кумановскиот музеј изминатата недела присуствуваа во Центарот за класични и византиски студии по покана на Факултетот за класични студии при Универзитетот Оксфорд. По иницијатива на професорот Ине Јакобс од Оксфордскиот универзитет, свое предавање во Центарот имаше Дејан Ѓорѓиевски, археолог во Музеј Куманово, за истражувањето на локалитетот Костоперска карпа. На предавањето Ѓорѓиевски ги соопштил резултатите од сопствените истражувања, кои се однесуваат на ретки представи на светители, представени на предмети од слонова коска и дневна фреска од Македонија.
Во рамките на посетата, директорот на музејот Анита Цветановска и раководителот на проектот од македонска страна оствариле средби со партнерите од англиските универзитети, на кои биле прецизирани и плановите за понатамошна соработка помеѓу институциите. Воедно било остварена и средба со директорот на античкиот одел на Ашмолеам музејум, доктор Пол Робертс, на која била изразена иницијатива за меѓусебна соработка помеѓу институциите. Како што потенцираат представниците на музеј Куманово, ваквиот тип на соработка со најдобрите светски универзитети и музеи представува извонреден импулс за подготвување на нови проекти и афирмирање на македонската научна јавност во светски рамки. Посетата беше финансирана од Министерството за култура, а помогната од Фондацијата Кирил Трајковски. Во Центарот за култура Трајко Прокопиев утре со почеток во 19 часот и 30 минути ќе се отвори самостојна изложба на уметничка фотографија на авторот Душан Доцевски. Изложбата е во рамки на клубското представување на членови од фотосекцијата F7, која што работи при Националната установа. Истата е поддржана од Министерството за култура на Република Македонија и општина Старо Нагоричане. Доцевски е роден во Куманово 1958 година, а со фотографија се занимава од 1980 година. Својата излагачка дејност ја започнува од 1983 година. Тој е организатор на повеќе изложби од клубски, државен и меѓународен карактер и член на Фотосојузот на Република Македонија. Времето денеска во Куманово беше умерено облачно, а дуваше речиси тивок северен ветер. Максималната температура изнесуваше 20 степени, а минималната 11. За утре метеоролозите најавуваат облачно и суво време, а ќе дува умерен северозападен ветер. Дневната температура ќе достигне до 16 степени, додека утринската ќе се намали до 13 степени Целзиусови. Тука е крајот на дневникот. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер.